Немаш право на масата да се качиш. Мало одма почнува се бори. Влего ја во црната дупка и излего ја од црната дупка. Но ми е смешен кој ќе му клам чорапо на глата, само момент. Абе не, оставя камерата. Добро, ќе ти ја извадам, ела. Мачката брка глушица. Маца, се надевам нема мене ме напад. Абе, ќе турниш, се ќе турниш. Мачка да нешто прави, нешто чепка го бара. Падна долу. Е него. Беше овде. Падна долу. Браво. Тука веќе почнува раскревањето, но зошто воопшто се раскрева? Ќе се види во иднината. Види го. Ама сега гледаш ама ме за ти направо. Турбуленци. Еве, моментално театар направивме дома. Висо со панорамски поглед. Не бе, прејако е. Днеска се не може влизи натре. Влегувај. Дзе? Буцко. Шо имаме сега на задачата? Сега ова да окрениме? Тука е веќе проблемот. Излезе тепихот од подмаса. Го бркаме лошот. Тука моментално имаме тажна слика, го нема телевизорот. Телевизорот е овој покриен со кебе. За во случај мачката да не го изгреби, то малото маче може секаква да лавера да направи. Масата иди 100%. Треба да слезам да поможам, значи иди масата 100%. Не ми се верва, ова е еден многу возбудувачки момент за мене. Последен сат крафтовање, масата е спремна. Не ми се верва. Ете, на неа сум моментално качен, значи тука е масата. Масата има фиоки. 3 фиоки. 6 фиоки, 9 фиоки вкупно. Можеме да ја земиме ова перница, ја клаваме таму и сега можам да спијам на масата. Не траеше многу долго склопвањето, едно 1 сат од прилика. Многу брзо завршивме работа. Сега што е проблемот? Ова се е тука проблем. Арно иди продолжен викенд и кијам време се да наместам, затоа што овде има премногу за преместување и треба и телевизорот да го преместам тој таму е. Видете како изгледа, видете како изгледа. Не е можно. Тука сакам да биде компјутерот, овде телевизор, таму нешто плюс лево десно, не може да знаеш со мене што може да се случи. Да го земеме точачето. Не. Денес се прави најчудното отстапување. Не го земам точакот, го земам овој мотор. Не знам денес што е со денов, стварно масата дојде место точакот, мотор ќе возам. Нешто чудна е работата. Не знам дали досега моторот го имам покажано во влог, ама овој мотор е со историско значење. Го имаме 10 на години мислам негде. Ако не и поиќе. Брат ми беше тогаш, јас. 10 на години. Малце фали олтаймер да стане, сега ќе ви го покажам целиот изглед на моторот. Тука фали жмигавец, некој кој му украдено жмигавец и немаме жмигавец. Тука е излепен поради XY причини. Исто така и тука е излепен поради Z причини. Здраво! Не можам да заборавам дека тука е излепен исто така. Само јас со мотор имам 2 пати до сега паднато. Многу одамна беше кога бев помал, значи пред едно 5 години сигурно. Еднаш паднав пред зграда, со брат ми се чукнав в клупа, а еднаш паднавме на сред пат имаше како дупка и на одење кодевме ја видовме, ама на враќање ја заборавивме и манавме во дупката и пак паднавме. Двете паѓања мислам дека беа заради мене, да, значи 2 пати бев јас крив. Сепак за се што има преживеано, има многу работи преживеано, настрана од тоа што имам паднато јас 2 пати. Во стабилна состојба. Агилен мотор е, сега малце е залепен лево десно, ама треба да се свати тоа дека
Како гипсова треба да го рачунаме. Значи има некои повреди, сега треба да го запалиме прво да видиме дали ќе работи. Хајде да пробаме. Цак, светна, добро е. Здраво. Starting the engine. Чим запале, добро е. А? Убав е мотора? То иронично го кажваш. Арене, фала. Се вратим у училище. Да, на училиште одите вие? Не сте од дома? А, кој ден ние сте? Трето? Супер. Стигнав јас малце на брза замена тука. Дечки, ја заборев да ви кажам дека заедно со масата внатре ми стигна нешто. Нешто чука, да видиме шо е. Еј, кај си бе ти? Како влезе таму? Иначе 2.48 Савајле не поручек. Шо не ќе се види во влогот? Станав во 3 Савајле зашто треба да снимам нешто интересно на Корзо. 4 степени видовтика е. Тоа е преладно. Ова ме потсеќа на одењето за Пелистер. Само сега е дефинитивно премногу поладно. Ова е нешто како симулација за краја на светот. Нема жив човек. Замисли се разводуваш са бајле, излегваш во 10 и ова е вака. Нема жив човек, само ти си. Многу народ. Појќе кучина од луѓе има моментално. Само децата што треба да снимаме се на Корзо, друг никој нема. Си поставуваат онде работи. Луѓето ќе се чудат, ќе се крстат од има музика во 3 Савајле. Вие мене ме чекате? Кај сте бе? Ти бе? Ајде. Шо ќе речи големата, тоа вели малото. Абе видја масата колку е добра. Ова се моите најстресни 15 минути во мојот живот. Мора да биде се во ред. Тие најстресни 15 минути вчера беа затоа што нешто се случи со камерата, односно со мемориската картичка за некоја причина бараше да се форматира, а внатре имав видеа мој од овој влог што го гледате сега и од други видеа. Имаше видеи што не се мој, ама на крајот со 2 сати мачење се реше проблемот. Видеата ги имам на компјутер, 20 гигабајти беа се насе. Сега ќе дојде Давид тука да средваме. Ќе треба креваме да преместуваме стандард, тоа што секогаш јас правам, кој ќе преместувам работи и кој ќе демолирам дома. Сега можеме да пробаме да го уклучиме компјутерот дали ќе проработи. Не се уклучува.